Здраво на сите и добро дојдовте во кратки библиски коментари, каде што денеска ќе погледнеме неколку стихови од Библијата и ќе се обидеме да разбереме што Бог мислел со она што Бог го рекол. Ако сакате, отворете ги вашите Библии и отидете во првата книга од Библијата, која се вика Битие или Создавање, денеска ќе зборуваме за стиховите од третото поглаве од 22 до 24 стих. Вака вели: И Господ Бог рече: Ете, Адам стана како еден од нас, знаејќи што е добро и што е зло. Но сега да не ја испрузи раката своја и да земе пак од дрвото на животот и да вкуси, па да заживее вечно. Тогаш Господ Бог го изгони од Едемската градина, за да ја обработува земјата од која беше земен. Откако пак го изгони Адам, постави на исток пред градината еден херовим и огнен меч, кој се вртеше натаму и нааму, за да го пазат патот кон дрвото на животот. Сега, се постава тука прашањето, прво е, зашто Бог ги изгони Адам и Ева од рајската градина? Знаеме на самиот почеток од третото поглаве што се случи. Адам и Ева не му се покорија на Бога. Ева беше измамена од сатаната, додека пак Адам, кој беше одговорен да ја заштити својата жена и да ја послуша Божјата заповед, која Адам ја доби директно од Бога во Битие второто поглаве, он не успеа. Значи, Ева беше измамена, а Адам беше свесно непослушен. За што стана кога го вкусија тој плод? Тука би спомнал дека они умреа за Бога. Мислам, духовно умреа за Бога. Така да, друго што би спомнал, тука ние не го знаеме времето од кога Адам и Ева биле создадени до времето кога паднале во својата непослушност. Така да, што би спомнал тука е дека во историјата на нивниот живот пред падот они немале појма што е тоа физичка смрт. Така да се соочувале со физичка смрт. Осем ако некој не ги спаси. А тој некој кој што може да ги спаси од таа физичка смрт е само Бог. Затоа што они се соочува не само со таа физичка смрт, него се соочува и со вечна осуда, вечна одвоеност од Бога. На почетокот на третото поглаве ние го гледаме панот. Знаеме дека тие духовно умреа за Бога. Во стихот 7 ни кажува: тогаш им се отворија очите на обајцата и разбра дека се голи. Па исплетоа лисја од смокви и се направија опасала. Гледаме дека од кога го вкусила тој плод, од кога паднале, од кога грешија, дека на двајцата им се отвориле очите. Они знаеле дека се голи. И гледаме дека си исплетоа лисја од смокви и си направија опасала. Како да го обяснам, одеднаш они почувствувале вина и срам. Нешто што претходно не го искусиле. И што направиле, се обиделе да го покријат својот внатрешен проблем со надворешни покрепки. Но тоа не им успеало. По падот ние ги гледаме последиците.
Но Бог во својата благодат дојде кај нив во градината, не со гнев, туку со милост. За да ги поттикне на исповед, да ги поттикне да бараат опрост од Бога. Но како реагира Адам и Ема? Го обвинија Бога, се обвинува меѓусебно, Ема го обвинува Сатанот, додека Адам, кога Бог дојде кај него, кога го праша зашто го направи тоа, нам неговиот одговор беше: жената која ми ја даде ти, она ме натера, алудирајќи: Боже, ти си крив. Така да они пред Бога се оправдува и индиректно му кажува: ова не е наша вина. Тогаш Бог им изрече проклетства како резултат на падот. Можете сами да си читате во 3 поглавје од Битие што се случило, тамо се, јас само ќе спомнам некои си работи тука. Ние во тоа поглавје гледаме како Бог фрла врз физичката змија проклетство. Сега не знаеме како змијата изгледала на почетоците, дали одела на 2 нозе, дали одела на 4 нозе. Проклетството према неа дека ќе пузи и ќе јаде прав. И исто така гледаме на самиот почеток како Бог фрла проклетство врз духовната змија, фактички сатаната која ја опсенал змијата. И на самиот почеток ние гледаме и како Бог фрла проклетство и врз жената и врз мажот. И како што читавме во нашиот текст днеска, Бог ги изгони од рајската градина. Сега се постава прашањето зашто? Сега да се вратиме на 22 стих од Битие 3 поглавје. Ќе го прочитам стихот 2 вели: И Господ Бог рече: ете, Адам стана како еден од нас, знаејќи што е добро и што е зло. Но сега да ни ја испружи раката своја и да земе пак од дрвото на животот и да вкуси, па да заживее вечно. Сега, тука ние приметуваме дека Бог рече: ете, Адам стана како еден од нас. Дали забележувате дека тука се зборува во множина? Прашањето е Бог со кого зборувал? Со Бога, со Божјото битие, со членовите на Света Тројца. Бог тука зборувал со Бог Отецот, Бог Синот и Бог Светиот Дух. И затоа ете, човекот стана како еден од нас. Ние веруваме во еден Бог, но еден во суштина, во природа, но во 3 лица. Значи, пак ќе повторам, тоа се Бог Отецот, Бог Синот и Бог Светиот Дух. Иако доктрината за Света Тројца не е развиена на самиот почеток од Библијата, сепак го гледаме тоа навестување од самиот почеток. И гледаме тука како Бог, Света Тројца вели, стана човекот како еден од нас, знаејќи што е добро и што е зло. Пред падот, единственото знаење што го има Адам и Ева беше за доброто и за добриот Бог, кој создаде совршено создание. Ако можете да отидете во првото
поглаве кога Бог ќе заврши со се што создал, он вели дека видел дека све е добро. Фактички ќе отидам тамо. Значи во првото поглаве 31 стих вака вели: од која Бог создал се. И Бог виде дека сето она што го создаде е многу добро. Фактички не постоело никакво зло, никаков грев, никаква темница, апсолутно ништо, све било совршено добро. Но откако сгрешија Адам и Ема, стекнаа ново знаење. Стекнаа знаење за злото. Тие посегнаа по плодот од дрвото што Бог им го забрани. Бог рече, сега стана како нас, знаејќи што е добро и што е зло. Но, после тука голема разлика помеѓу Бог како создателот и Адам и Ема како созданијата. Нивното знаење за злото беше внатрешно во нивната природа. Тие стекнаа гревовна природа, додека Божото знаење за злото е надворешно. Знаеме дека во Бога нема зло, знаеме дека Бог никого не искушува. Можете да се прочитате во Јаков првото поглаве, каде што Јаков ни вели, никој да не вели дека Бог го искушува, него сите ние сме искушувани од нашата падната гревовна природа која не влече и не маме. Туку да се вратиме на 22 стих и тамо вели Бог рече, сега може Адам и Ема да ја протегнат својата рака и да земат од дрвото на животот и да јадат и да заживеат вечно. Зашто тоа би било лошо? Затоа што тие би живееле вечно во падната состојба, без наде за откуп. Бог веќе во стихот 15 вети дека ќе испрати Месија, семето на жената, која ќе смачка главата на сатаната и ќе го поништи проклетството. Бог даде слика во 21 стих, каде што во претходното видео, ако го гледавте, Бог уби тамо 2 животни или едно, им ги зема кожите, ги облече Адам и Ева во нив. Тоа е слика за Божја покривка. Тоа е слика на заменска жртва, каде што невидни животни беа убиени наместо виновните грешници. Ова е слика на она што Христос го направи за нас. Христос, јагнето Божјо, кое беше убиено наместо нас, виновните грешници. Така да Бог ги облекува своите со праведноста на Христос, исто како Бог која ни даде преслика со кој ги облече Адам и Ема во кожи. Затоа Бог ги изгони од рајот за да не живеат вечно во падната состојба. Тоа беше чин на Божјата манифестација на неговата милост. Да, Адам и Ева грешија, а Бог дека е праведен и свет се разгневи. Но сепак гледаме тука милост. Ветување за Месијата во 15 стихот 3 поглавје, во 21 15 стих во 3 поглавје и 21 стих во 3 поглавје ја гледаме сликата за жртвата, дека некој друг ќе умре наместо нас. Дозволата жената да раѓа деца, пак гледаме тука милост од Бога. Дозволата човекот да продолжи да живее и да работи и да има храна. И гледаме Божја милост во тоа што Бог ги изгони од рајот, за да не останат за секојаш во таа
падната гревовна состојба. И интересно е, Исус на крстот кога рече се сврси или потполно е платено, на грчки тој збор е телестај, и ја предаде својата душа за весата што го делеше во храмот, светото место од светијата на светиите се расцепи. И така, тоа е слика дека ние преку Христос добиваме пристос до Бога. А во Откровение 22 поглаве ние тамо повторно гледаме пристап до рајот. Рајот на славата. Јован тамо виде река со вода на животот, чиста како кристал, што течеше од престолот на Бога и на јагнето. Од двете страни на реката го гледаме дрвото на животот, што носеше плодови секој месец, а неговите лисја беа за исцелување на народите. Нема повеќе болести, нема смрт, нема грев, нема плач, нема тага, нема болка. Зашто? Затоа што нема да има повеќе проклетство. Престолот на Бога и на јагнето ќе биде тамо. И неговите слуги ќе му служат тамо. Ќе го гледаат неговото лице и неговото име ќе биде написано на нивните цела. Нема да има ноќ, нема да има потреба од светлина, од лампи или од сонце, затоа што самиот Господ Бог ќе ги осветлува и тие ќе царуваат во вечност. Се надевам дека бев едноставен и јасен. Ќе се видиме на следното видео со кратки библиски коментари.